и сите три се до председателот на владата на Република Македонија. Почитуван председател на владата, моето прво прашање е за насилството кој што го изврши градоначалникот на Крива Паланка пред неколку дена. Целата јавност имаше можност да слушне и да види како градоначалникот во Крива Паланка во видно алкохолизирана состојба агресивно пред неговиот ресторан излегол и нападнал службено лице кое што во моментот не било на должност. Сашо Митовски му е името на овој градоначалник кој што пијан повторно, нотирам, физички нападнал полициски службеник, и ова не е прв случај овој градоначалник да нападне граѓани, затоа што пред неколку месеци истиот овој градоначалник нападна граѓанин во неговата канцеларија. Она кое што е важно и кое што треба да се нотира дека овој случај сепак го носи презнакот на заволшутување и до сега нема јасен одговор дали е поднесена кривична пријава против овој насилник и што го дрзнало овој насилник да се почувствува толку моќен да излезе од сопствената кафана во видно алкохолизирана состојба и да нападне полициски службеник со 2 шамара, обидувајќи се да го понижи. И тука не завршило сценариото, туку неколку дена подоцна овој изградоначалник вршел притисоци врз семејството на недолжниот полициски службеник, кој што случајно се нашол на истото место. Она што е важно и кое што треба да се каже е дека насилството стана белег на функционерите на СДСМ. Навредуваат, етикетираат, крадат, рекетираат и маваат шамари на секој кој што не мисли како нив. Сашко Митовски на 14 јануари, како градоначалник на Крива Паланка во видно алкохолизирана состојба, помислил дека е локален шериф и дека никој нема да го казни, излегол и делел правда со шамари, мислејќи дека ќе помине како сите од оваа власт, тотално неказнето за своите злодела. Прашањето ми е, господине Ковачевски, дали според вас ваквото однесување е нормално? Дали според вас вака треба да се однесува еден градоначалник кој што е избран од граѓаните да ги води? Дали ќе побарате од Сашко Митовски, градоначалник на Крива Паланка, да поднесе оставка за да не влијае на сведоците, да престане да се заканува на семејството на недолжното момче кој што во сопствената униформа ја штити Република Македонија? Второто прашање, господине Ковачевски, срамен, недоличен и дрзок е вашиот однос како влада кон медиумите. Оној кое што Али Ахмети го направи, вие само го продолживте. И ова не е прв случај да се служите со репресија и цензура кон медиумите кои што не мислат како вас, односно медиумите кои што известуваат реално, а вие мислите дека треба да пренесуваат само она кое што е согласно вашите проекции и розово и кое што треба граѓаните да го знаат. Пред само неколку недели на двајца новинари не им беше дозволено да присуствуваат на настан на кој што учествувавте и вие. Медиумите кои критички, односно реално ги обсервираат политиките на вашата власт и вас како функционери, општествените состојба на вас ви пречат. Никогаш досега, и ова е согласно мислењата на новинарите, вака автократски не се однесувала ниту една власт со медиумите. Вие дадовте на ваква изјава, дека Али Ахмети таа изјава дал врз основа на факти. Но, како што рековте, вие имавте одредено мислење за одредени медиуми и сте сакале да го кажете. Ве цитирам, отварам цитат. Во државата има медиум, чија што уредувачка политика повеќе наликува на компанија која што тргува со енергенси, а има и медиум чија што уредувачка политика повеќе личи на уредувачка политика на партиски сектор за комуникации. На оваа ваша изјава реагира од ЗНМ, од МАН, од Синдикатот на новинари, од Агенција за аудиовизуелни услуги се извинувам, како и низа други новинари и новинарски здруженија. Господине Ковачевски, моето второ прашање е следно: дали уште стоите на овие ваши зборови? Моето трето прашање, господине Ковачевски, 2020 година еден пратеник кој што се уште е во овој мандат дал ваква изјава. Отворам цитат: градиме 300 километри експресни патишта, градиме 900 километри локални патишта, рехабилитираме повеќе од 1500 километри постојни патни правци. Изграден и пуштен во употреба автопатот Миладиновци Штип, а Штип Радовиш и Штип Кочани ќе бидат комплетно предадени во употреба, внимавајте добро, граѓани на Република Македонија, следните неколку недели. Ова изјава дадена 2020 година. Изградевме повеќе од 300 километри атмосферска канализација во сите општини во државата и дополнителни 500 километри водовод. За тоа што сте изградиле вие во општините, граѓаните ви кажаа на локалните избори. Господине Ковачевски,
Пред некое време на вашиот Facebook профил осам на едно видео каде што вие се фалите со изградени 1300 километри патишта и сега логично се поставува тезата дали во 2020 година сте биле во право и тие лаги кои што сте ги кажувале тогаш биле правилни, или сега 2 години подоцна каде што километражата ви е намалена. И нормално тезата се јавува тука дали збир правите на активностите, односно на километрите, или како што ќе ви текне, односно по принципот кога се лаже, барем нека се лаже до крај. Она што е директно прашањето. Меѓу другите на тие видеа го имавте и автопатот Кичев Охрид, како завршен. А трасата не ви е пробиена секаде. Господине Ковачевски, вие сте должен на македонските граѓани да им одговорите следно. Дали тие 1300 километри се заедно со оние 500 па 600 километри автопат што ги ветивте пред изборите, односно дали во вие изградени патишта ви се вашите предизборни ветувања? И директно прашањата кои што сакам да ви ги поставам. Господине Ковачевски, дали согласно вашето видео автопатот е готов и дали доколку не го завршите како што ветивте на македонските граѓани до крајот на 2023 година, вие сте подготвен да поднесете оставка за таа ваша лага. Благодарам. Пратеник од Бојан Стојанов.